На последниот финален колоквиумски влог. Последен колоквиум, усвари не, на 10 јануари ќе биде последниот официјално во. Чекај сега, ја те снимам тебе, полека малце. Денеска треба да полагаме анатомија. Јас како услов фатено имам, идам за повише поени за поголема оценка, а колешката, шофер... Јас немам, ќе фатам сега. Иде по услов. Значи, уште 7 поени ни требаат. Така и е. полагаме анатомија. Еве го кампусот, тука ќе полагаме внатре. Апсолутно нема мучено ништо. Еве ми го пауербанк, гледа го, пази како е завршил. Апсолутно нема мучено ништо. Што ќе извадам, не знам, ќе покаже резултатот во колоквиумот кога ќе завршиме. Каков е звукот на телефонот и тоа, не знам, пошто дува ветер, се надевам се слуша. Уште немам земено микрофон. Чакај тој да помине човек. Па извинете. Луѓе ме гледат како снимам, си вика што е овој маме. И ја мрднатата со него. Летеки тањири. Останува да фатам некој кадар внатре, да влезем у некоја просторија кај што уште не сум влегол, чисто онака да ме видат, да направам некоја белја и да полагаме анатомија. Со Господ напред, во овој џеб се крие, чекај. Ништо не можам, ствари може. Иконата. Осе некои салфетки за нешто и ништо. Се гледаме внатре. Еве така. Еве сме дечки. Еве го Марко. Одиме нагоре, уште? Не, мислам тука дека, чекај се. Нема никој. Овде, таму на крај. Одиме, еве да видите. Овде треба да одиме да полагаме. И ќе ви снимаме кога ќе завршиме. Еве, пише си патен, напиши си патен. Еве, Здраво, дечки. колегите се плашат од камера. Види, пипни не јаде, види. Види, не јаде. Постојно колешка, вака што се Ајде, колега, што имаш да кажеш за колоквиумот? со Господ напред, дека ќе го реши. Господ напред, тоа е тој, иконата ми стои у џеб. Да, Со Господ стварно имам напред. иначе икона. Стварно имам икона. Ја имам навчаник. Еј? Не една, него три. Значи не сум единствен кој е доволку спорзен. Леле. Сите светци на помош. Леле. Што е ова за тамнелки дело? Сите светци на помош. Тоа е тоа, да, кој што вика колега со Господ напред. Ајде, здраво. И она со Господ напред. Јас со Господ напред со десно, мама ќе влезам. Ке се побрзкам со следно. Се надевам, ќе положиме. А еве да покажам, ние нема да полагаме во ваква, туку во компјутерска училна. Тука апсолутно појма немам што е ова, но да. Ќе биде многу интересно. Опрем, Чичо, еве сум со докторот по биофизика, Андреј. Извади 16 поени на анатомија, а ја, Чичо, се спремам да извадам 0. Таму има ли некој бе? Ама зашто се влезе на таму? Не влегувай. Викаш? Не влегувай, Ајде. вика да направи спата и Ја ќе идам да прашам, ја ќе идам сега да прашам. Извини само да прашам. Ќе биде многу густо. Ајде се слушам. Изјавите, ајде. После колоквиум. Страшно, а? Штребер, ајде кажи нешто. Полата си го решив на рогле, нема време, мојата си го решив, ама добре, 15. Минес не ме фати, Ивана, ќе идам дека ти го реши. Газ, дечки. Ја извадив 13,5 бода. Да. 13,5 бода. Апсолутно не е лошо, ама ќе биде густо. На завршен испит ќе мора да идеме усно. Еве ме тука во малку поинаков кадар од тоа што го гледавте видеото до сега. Да. Сакам да кажам дека многу обврски, многу работи и преспав во Штип и тотално изумив да го завршам овој влог таму. Исто и со камерманот што се договоривме да вакваме, да го довршиме влогот, заборавивме, така да ќе морам јас да го одјавам овој влог тука, финален. И да кажам некои работи за наслов на видеото, мислам дека ќе оставам така, е завршеток на сите колоквиуми, завршеток на прв семестар, финиширање и сега остануваат само уште испити. Тоа што е главно и тоа што е како демек најтешко, еве ќе видиме за сега сите колоквиуми се поминати одлично. Услов за 10 се држи по сите, освен 2 предмети. Тоа се анатомија и биологија. Ситуацијата е таква, кај мене, кај други не знам каква е. И учам и вежбам
и снимам и за сега се гура, ќе ги видиме испитите, дали ќе паднам нешто, дали се ќе положам на време, дали се ќе имам максимална оценка која ја можам. Мислам дека кажав, или не кажав, дека извадив 13,5 на вториот колоквиум анатомија што го правевме фактички кога го снимав првиот дел од видеово, а тоа беше петок. И со тоа ја изгубив шансата за 10-ка таму, што реално не менја многу. Една оценка горе-доле плюс-минус, ама ако идам нусен испит, па може и да ја добијам таа 10-ка. Небитно, да не ја должиме многу. Тоа беше тоа од овој дел, пред испитен дел. Сега следува 10-15 дена пауза од, па и повеќе од 15 дена пауза од факултет и предавања, но не и од учење. Ќе се потрудам да снимам периодов неколку интересни видеа, да видам што како ќе видам со време, па да ги организирам и да ги снимиме. А за се друго ќе покаже времето. Нова година се ближи, уште помалку од 4-5 дена, веќе од кога ќе го ставам видео, може и 3-2. Субскрајбери уште помалку од 40 за 1000 и многу ќе ми биде мера како после ова видео некако успееме да ја кренеме таа бројка на 1000. Ништо, дадов една кратка ретроспекција на моите оценки и колоквиуми за сега. Па како се ќе се одвива и што ќе направиме на испити, очекувајте нови влогови, нови интересни работи од тамо. А до тогаш, фала ви што ме поддржувате, оставите лайк на ова видео, шернете го, субскрајбнете се на каналот и се гледаме во некој од наредните. Чао!